44 годишна Охриѓанка синоќа го загуби животот, а уште едно лице се здобило со тешки телесни повреди во страутната сообраќајка која се случи доцна синоќа на булеварот Туристичка во Охрид. Според информации на полицијата, АБ настрадала додека заедно со уште еден пешак се движеле по тротоарот, кога од засега непознати причини патнички автомобил Голф со охридски регистарски таблици со голема брзина изгубил контрола, поминал преку кружниот тек, ја пробил заштитната ограда и излетел од коловозот на спротивната страна од булеварот каде ги прегазил двајцата пешаци. Ова е местото каде синоќа нешто после 22 часот се случи страутната несреќа на булеварот Туристичка. Свитканата ограда говори за јачината на ударот, од кој животот на лице место го загуби 44 годишна Охриѓанка. Од полицијата информираат дека возачот, 22 годишник со иницијали ИС, немал возачка дозвола, но не бил под дејство на алкохол. Полициски службеници веднаш по добивањето на информацијата за случај на сообраќајна незгода оформија полициски тим и под водство на јавниот обвинител извршија увид на местото на незгодата. СВР Охрид по налог на јавен обвинител го лиши од слобода 22 годишниот возач на патничкиот автомобил Volkswagen и во текот на денешниот ден против него ќе биде поднесена кривична пријава согласно членот 300 од Кривичниот законник на Република Македонија, тешки дела во безбедноста против имотот и луѓето во сообраќајот. Настраданите веднаш биле префрлени во специјализираната болница Свети Еразмо, каде била констатирана смрт кај 44 годишната жена, а мажот се здобил со тешки повреди, но бил надвор од животна опасност. Утрово по своја волја ја напуштил болницата. Една жена на 44 годишна возраст, донесена во тешка коматозна состојба, при прием констатирано со проширени зеници, срцев застој и без собствено дишење. Од дежурните колеги беше пристапено веднаш кон срцево-белодробно оживување, во неколку наврати проба на реанимација, за жал без успех, и констатирана е смрт кај пациентката во 23 часот и 10 минути. Исто така, донесен и 52 годишен маж со болки во тораксот и болки на едната подколеница. Во несреќата е повреден и 22 годишниот возач ИС од Прилепско Пашиноровци, кој бил со привремен престој во Охрид.